да започнам со тоа. И со време, трагајки, сурфајки, активирајки се, пишувајки ги тие постови, барајки ги тие материјали што ми се потребни, навлегувајќи на повеќе платформи, бидејќи јас имам и видео канали и се она што било моја стојалиште или некаква моја активност, а што сум успел да го сочувам во претходните години, го имам ставено на интернет за да биде сведок, да биде доказ, да биде аргумент. Има собствена архива и документација за изминатите активности. Тоа е еден процес кој што кај мене делумно е хоби, делумно е потреба, меѓутоа е лично мој, не е туѓ процес. И не сватив на почетокот, во прво време, дека всушност сум се ослободил. Да, си е нашол формата на изразување. Да, не сватив дека толку многу сум се ослободил и сум станал свој, сум дошол на своја територија, додека едноставно после известно време не почнав да уживам во тоа што го правам, а како што гледам, тоа станува една форма на изразување која што ја прифаќаат интелектуалците, мислечките луѓе. Станува се помасовна. Таа ќе стане масовна и уште во наредните години во Македонија допрва ќе доаѓа до израз, затоа што ние технолошки сепак тоа може би лошо звучи, многу заостануваме зад трендовите во светот, па дури и зад околните држави, но прогресот е тука. Патот е трасиран, од тоа полошо не може да биде. Значи може да биде подобро. Така што сметам дека во тој процес кој што ќе се развива, ќе доживува одреден бум, ќе се добива на квалитет. Да. Јас ќе спомнам дека пред месец дена се објавија 14 книги во класична пишана форма, кои што се од блогови земени. Значи еден издавач заклучил дека треба да ги симне тие електронски сигнали, односно отпечатоци, нули и единици, кои што само за човечкиот вид, односно за човечкиот ум се преведени како букви, и да ги стави во класична форма. И се објави една едиција од 14 книги. Што е собствен, односно, да не речем екзотичен, многу посебен културен настан во Македонија во сферата на издаваштвото, а не е забележан како бројка и пошироко од Македонија. Значи, не станува збор за анонимно празнење на негативна или било каква енергија. Иако има и такви изрази. Да, сакав да кажам. Има такви изрази. Твојот блог е антиблог Филип Петровски. Јас сум именуван, немам зашто се крием. Меѓутоа, нешто што прочитав во твојот блог е, не знам, разни, што велиш, прекари, не знам, шифри, анонимни Да, тоа е дело тоа миле. Од една македонка за која се изненадив на вистина која и го прочитав кај размислувањето, до еден тип што со бугарскиот пасош ти мафта таму нешто како контра на твоите тези и така натаму. Значи, постои можност да бидеш анонимен, тогаш си веројатно и вака и тие таквите се и многу по... Видите, постои можност кај мене на блог ја да ги избришам сите коментари. Јас сум господар на тој простор. Тоа е мој блог. Меѓутоа, мојот пристап е поинаков. Јас сум демократ. Мене не ми пречи туѓото мислење. Мене ни најмалку не ми пречи тоа што ќе го напише некој таму да биде целосна негација на моето мислење. Сум видел секакви коментари, сум видел вулгарни коментари, вулгарните понекогаш со најава ги бришам, затоа што мислам дека нема логика. А секаков политички став, секакво разномислие е добре дојдено и тоа мислам дека и со самото читање станува, кога ќе го прочитам, станува дел од мојот ментален склоп на некој начин, процентуално не можам да определам, но веројатно ќе илуминира ако има некакво значење и вредност во иднина во моите ставови. Така што јас си го збогатувам сопствениот опис со тој опус, со тоа што ќе го видам како напишано. И практично
инволвирајќи се во целиот тој процес, инволвирајќи се во целиот тој процес, јас дојдов во една ситуација да не сакајќи се ослободам. Да. И практично тоа има беше поинтата, нели? Во случајов можеше да бидеш и вака и да ставиш еден сосема анонимен наслов, Да. меѓутоа да предизвикаш некое движење